Сега јас го причекав и првиот гостин во Здраво Македонија. Велам добро утро за Трајче Китановски, актер, водител, шоумен, интернационален соколар, дресар на папагали. Добро утро. Прекрасна најава, вака не ме најава никој. Да, бидејќи имаш повеќе титули, да, бидејќи се знаеме и од порано, сме правеле повеќе интервју, но не сме правеле интервју за представа која што својата премиера ќе ја одржи на 31 јануари во Прилеп, во Домот на култура Марко Цепенков, 19 часот, токму тој и поводот. Брзо вика и полиција е насловена представата, во овие неколку минути Трајче да слушнаме за представата. Добро утро, Бисера, и ти благодарам на поканата. Во канапет најнапред сакам да кажам дека се чувствувам секогаш како дома. И треба да се чувствуваш како дома. Не ми е прв пат тука, така е. Представата, значи го спомнавме Марко Цепенков во Прилеп, Нуцк Марко Цепенков, представата комедија, една маестрална комедија. Во Прилеп, поготово прилепчани, ќе имаат чест да видат две представи по цена од една карта. Брзо вика полиција, каде што глумам и јас, главен лик. Заедно со Нино Нанков, мојот партнер, секојаш ова, кога ќе го кажам партнер, малку неприродно ми доаѓа. Ама партнер ми е на сцената, така е. Да. Втората представа е на Жарко Јовановиќ, 404 Ерор. Како што кажав, маестрални представи, вреда да се погледнат. Комедија, нормално, да. Ова што е Брзо вике полица, каде што глумам јас, таму е стендап комедија, двајца сме. Нешто досега навистина невидено, можам да кажам. Се работи за еден малски полицаец. Оние што ми ги гледале скечевите знаат дека Миле Џандарот ми е ликот, каде што ќе се сретне со неколку ситуации, моторџија, не знам, краварка, не знам, лопов, терорист и се обидува да се справи на свој начин. Дали ќе успе, ќе видиме. Така, од каде целата оваа инспирација за представата? Кажавме дека си и актер, и новинар, и водител, и подкаст имаш, и соколар, и дресар на папагали. Од каде дојде сега идеја за представа? Од секојдневието, од општеството, од секојдневните ситуации? Дефинитивно, нашата продукцијска куќа каде што сум член и јас нормално, ексклузивец, стендап Македонија, имаше идеја да направи еден лик ваков каков што сум сега јас, Миле Џандарот. Ми го тоа соопштија, ми најавија, прочитав сценарио, ми се допадна, стварно беше феноменално, всушност го имам јас тоа од внатре, го имав ликот, они тоа го приметија. И ликот дое така некако спонтано. Ликот е, како што спомнав, еден полицаец од време на Југославија. Ама еве, како за некој чудо и денеска е полицаец. Така. И така некако се бори да се справи заради тоа што не е навикнат на ова модерно време. Он е навикнат на пендракот, на некои такви работи, но се обидува, како што кажат, да се справи. Идејата е на Оливер Ромевски, нашиот продуцент. Он ја напиша представата и на Жарко и нашата. Така. Значи многу ќе се смеат. Прво прилепчани, бидејќи кажавме во Прилеп ќе биде премиерата. Зошто токму Прилеп? Имаш некоја поврзаност со Прилеп? Тоа е многу добро прашање. Заради тоа што оваа представа планираме да биде и двојка, и тројка и така натака. Сега ни е само почеток. Прилеп едноставно заради тоа што од Прилеп потекнува и Трпео. Прилеп е град на комедијата, Прилеп е, значи, околу хуморот врзан на секој начин. Добро, одлично. Затоа му го дадовме чест да биде прво Прилеп. Исто така и, значи, Брзо вика полиција двојката ја планираме точно од Прилеп да стартува. Што значи тоа двојка? Втор дел, второ продолжение? Второ продолжение, каде што може ќе има и тројца на сцена, ќе видиме. Така, супер, одлично. Значи нема да откриваме за вториот дел, нека помине првиот. Така е. Верувам дека се прашуваат гледачите каде на друго место или во кој друг град ќе се игра оваа представа освен во Прилеп? Да, ќе се игра, планот е да се игра ширум републиката, како што спомнав ќе започнеме со Прилеп, потоа одиме во нашиот град Скопје. Така. Каде ако не во Скопје, во Public Room. Тоа му доаѓа 5 февруари, ден четврток, 20:30 часот, каде што може да се набават тикетите на tix.mk, а не спомнавме за Прилеп тикетите, билетите, може да се набават во MK Tickets. Шар е слаткарница, после има кафе бар Кодекс, кафе бар Стори и за сите
нормално нејасноти може да ја погледат нашата Facebook страница Stand Up Македонија. Добре, за да ги набават со време односно билетите, така е. Постои ли порака, апел кој што се праќа преку ова представа или стендап комедија? Да, ќе се насмееме и ни треба насмевки и позитивна енергија, но постои некоја скриена порака во целата представа? Нешто што сакате да им испратите на посетителите? Да, во секоја представа има некоја порака, дали скриена, дали не. Кај нас, како што спомнав, толкуваме една, мислам, повеќе ситуација, тоа е од секојдневието, што ни се случува во Македонија, што не тишти, впрочем, кога ќе ме сопреш ке се јавам на началникот, на командирот, на градоначалникот и така натака. Мислиш врските да не ги потребува? Ќе видиме и такви ситуации. Пораката е нормално што поскоро да се запре на еден хумористичен начин, го упатуваме тој апел, да се запре со врските, така кажам, условно кажано. Така, одлично, добро. Ќе видиме дали ќе има ефект представата и дали ќе запрат врските. Но сега на страна, убаво е да се насмееме, ни недостига, мислам, тоа во нашата култура, во нашата држава, малку хумор. И како да ни недостига. Затоа верувам дека прилепчани ќе уживаат, бидејќи рековме таму ќе биде премиерата. Докаде се подготовките, трече? И за другиот лик не ни кажа. Спомена дека джандарот Миле, а вториот лик? Вториот лик го толкувам од партнер на сцената, Нино Нанков, поздрав и до него. Од оправдани причини не можеше да биде во студио денеска. Значи, другиот лик е се што не сум јас, а тоа е, како што спомнав, моторџија, една краварка, ситуација имаме со нези, имаме лопов, имаме тој ги игра пироман, сите улоги. он ги игра сите овие, додека нормално јас сум на сцената постојано, он оди за сцената, се пресоблекува, нормално јас имам тука монолог. Другиот лик е еден подбишега, би кажал така, еден лик што на секој можен начин се обидува да му шмугне на законот, да побегне. Дали ќе успее, ќе видиме. Ќе видиме, останува да видиме. Јас ти благодарам што беше гостен во Здраво Македонија и со задоволство ќе чекаме да дојде представата во Скопје. А прилепчани нека се подготват за урнебесната комедија на Трајче и партнерите кои што ги наброја на сцената и на Жарко Јовановиќ. Значи две представи во едно ќе имате можност да погледнете. 31 јануари Дом на култура Марко Цепенков во 19 часот, а во останатите градови секако следете го Трајче и во Скопје споменавме, за другите градови ќе слушнеме и ќе видиме.